Добро вечер, почитувани гледачи. Од утрово има засилена полициска контрола во центарот на Куманово. Од МВР информираа дека се работи за превентивни мерки за безбедност и дека нема простор за паника и креvaње тензија. Кумановци денеска функционираа нормално, одеа на работа и си ги вршеа секојдневните обврски. Присуството на полицијата првично збунувачко за нив, но се чувствуваат безбедно и веруваат во надлежните органи, изјавија анкетираните граѓани. Засилени мерки за безбедност се превземаат во Куманово. Две улици во центарот на градот кои водат кон главните институции, општината, судот и полицијата се затворени за сообраќај, но пешаци се пропуштаат. Од МВР информираа дека се работи за превземање на мерки за безбедност и дека нема место за паника. Институциите работат, администрацијата е на своите работни места, а истото важи и за локалите и маркетите. Се одвиваше нормално, граѓаните најпрвин беа зачудени од присуството на полицијата, но изјавија дека се чувствуваат безбедно и дека нема простор за тензии во Куманово. Па за разлика од пред неделю дена, сега е многу порелаксирано, мада има још тензични, али смејте народ се движи по улици слободно за разлика од субота или неделя од собали, тако и да треба само време. Што да се плаши човек? Треба ли така да остане во градот? Не треба вака, зашто видиш народот одма фаќа паникат, знаеш како е. И зашто тако? Ја мосок не знам, заради ги имаше тамо пред полиција, имаше милицајци, ама не заради што тоа не знаемо. Не знам стварно што се случува. Јас не сум био тука, јас сум од Австралија, дојден 7 дена сум тука, само и многу чудни работи се случуваат и што не сакам да ги видам да се случуваат. Да, тука сум роден и 25 години сум во Австралија и да дојдам да видам вакви работи да се сторуваат во овој прекрасен град со овие прекрасни луѓе. Треба ли така да остане мирно заради Треба, ама не знам дали ќе биде мирно. заради децата, Па треба да биде, ама не знам дали ќе биде мирно. Мирна уба, нема ништо. Зошто ми сте состојбе, што има на... Треба ли да остане така мирно, малце луѓето се... Нормално треба да си остане. Не треба ратови. Мирно е, нека тензија има туе, што ќе биде и како ќе биде. Јас сек искочи, управо, ама не приметуе ништо разлика од порано. Граѓаните на Куманово додадоа дека ваквата состојба не треба да влијае на животот и добрососедскиот однос и веруваат во надлежните кои се грижат за безбедноста на градот. И надлежните предупредија дека нема потреба од паника и вознемиреност. Како што дознавме од теренот, сообраќајниците во Куманово ќе бидат обезбедувани се до вторник, кога се најавуваат протестите поради превземање мерки за безбедно и мирно протекување на настаните. И во соседната дива населба се тече нормално, како и околу зелениот пазар и околните улици. Зголемена фреквенција и живост беше регистрирана и на овој дел од градот, особено од граѓани кои излегоа да пазарат и да си ги вршат секојдневните обврски. Куманово покажа како се брани градот. Несилното оружје во тешките моменти со кои се соочуваше градот во изминатиот викенд беа токму сплотените граѓани, кои победија уште едно, можеби најголемо искушение во поновата историја на Куманово. Нашите граѓани се одликуваат со разум, свест, храброст и љубов. И тие се доволни да ги надминеме сите премрежја и да останеме сплотени и единствени. Изјави во интервјуто за Дневникот на К3 социологот Маријан Митевски. Кумановци има бурна недела и се уште на некој начин трае таа блага вознемиреност и тензија меѓу граѓаните. Знаеме што се случуваше, медиумите известуваа, но како науката, како социологијата гледа на овие работи, на општата состојба. До мене е професорот Маријан Митевски, социолог, професор по социологија во гимназија Гоце Делчев. Професоре, кажете ни како оваа состојба ја гледа социологијата и она што му се случуваше на нашиот град. За социологијата као наука би кажал скоро и да нема тајни во врска со вакви, често велиме немили настани, велиме терористички настани, нешто што во секој случај, како што вие кажувате, ја вознемери целата јавност. Имено на светско ниво е оценето дека 21. век исполнет со тензии и со низ за противречности ќе биде век на тероризмот. Многу побогати, поразвиени, посилни, поорганизирани средини патат од оваа рак рана, би кажале, на современиот живот. Терористите може да имат различни мотиви. Досега науката открила некаде околу 50 мотиви за да се случи терористички акт. Но сите тие мотиви ги поврзува, секој терористички акт го поврзува една нишка, една заедничка нишка. Терористите бараат чувствителна област, чувствително место, а ако може да е тоа и слабо,
Ако може да е тоа недоволно организирано, тогаш е тоа идеална почва. Куманово е токму таква средина. Значи, ако посматраме социолошки градот, тој се наоѓа во навистина една крајно загрижувачка состојба. Според мене вистинско чудо е што не ни се случуваат уште покомплицирани нешта. Единствено нешто што е, би кажале, вака светло и што е вака нешто што дава шанса и што ни дава надеж на сите нас, е тоа дека граѓаните на Куманово се, од друга страна пак, имат големо прво историско искуство. Како тога што знаело во историјата да одговори, сега знае и одговоривме веќе. Одговоривме и единствен одговор е тој граѓански одговор. Да ние не подлегнеме на целите на тероризмот, не им дозволиме да ги остварат истите, во смисла да ја предизвикаат паника, да предизвикаат нервозни реакции од било кој вид. Треба граѓаните да се смирени, апсолутно, да дадат поддршка на сите оние кои му мислат добро на градот, тука мислам се пред се на безбедносните сили, да не се впуштаат во никаква самостојна, не да не мислат со своја глава, апсолутно. Дури оној човек кој мисли со своја глава, дури тој е вистински граѓанин во вистинска смисла на зборот и дури тогаш можеме да се надеваме на одолевање на вакви предизвици. Да се каже што не чека во наредните денови, наредните години е навистина многу тешко, меѓутоа предизвиците се остри. Сметам лично дека е достигнат врвот, дека од ова нешто слично евентуално да се повтори, но да се надеваме дека тоа нема да се случи. Граѓаните на Куманово, јас сум потполно сигурен дека ќе знаат да си го одбранат градот, да го одбранат, во која смисла одбранат градот. Градот се брани со љубов, градот се брани со разбирање, градот се брани, ако треба, и со оружје, но пред се со овие елементи, со почитување меѓусебно, со разбирање меѓусебно, бидејќи, драги, не знам како и мене ме обземат емоции кога говорам за ова прашање. Сите луѓе, независно од верска, национална припадност, па и степен на образование, ако сакате, сите луѓе ги мачат исти маки, ги мачи таа секојдневица, ги мачат проблемите кои си ги имаат. Тие не се решаваат секако со судири и со конфликти. Блокирани улици во центарот на Куманово и зголемено полициско обезбедување. Ова денеска ги збуни граѓаните кои наблюдуваа и не знае што точно се случува. Градоначалникот на Куманово Дамјановски повика на смиреност и побара од надлежните да дадат објаснување за блокираните улици. Поради безбедносни причини, матурантите нема да слават со музика на улица и нема да го играат традиционалниот маторски бал. Центарот на Куманово осебна под полициска блокада. Улиците 11 октомври и Тодор Велков, каде се стационирани клучни објекти. Државни и локални институции од ноќаска се обезбедени од македонските безбедносни сили. Блокираните улици во центарот на Куманово и зголеменото полициско присуство ги збунија кумановци, кои наблюдуваа, но не знаат што точно се случило. Градоначалникот на општина Куманово, Дамјановски, апелираше на смиреност и воздржаност. Тој ги повика надлежните да дадат објаснувања за зголеменото полициско обезбедување во централното градско подрачје. Што поскоро да излезе со став Министерството за тежината и објективноста на таа најава и време трајање на блокада на овие сообраќајници, бидејќи Куманово е уште под раните од 9 и 10 мај. И покрај тоа, вработените во овие институции се на работните места, а граѓаните си ги вршат секојдневните работи. Инаку поради безбедносни причини годинава матурантите нема да го играат традиционалниот бал на градскиот плоштад и нема да слават со музика по улиците. Ова денеска беше договорено на состанокот со одсекот за превенција од секторот за внатрешни работи Куманово и директорите на средните училишта. Од одсекот за превенција до матурантите апелираа во екот на прославите да не претеруваат со конзумирање на алкохол, да не управуваат возила без возачка дозвола, да не прават нереди и да не го нарушуваат јавниот ред и мир. Деновиве во училиштата ќе се изведува настава со скратени часови. Црвениот крст на Република Македонија преку општинската организација на Црвен крст Куманово обезбеди хуманитарна помош на 110 семејства во дива населба. Хуманитарната акција ќе трае до 31 мај, а Црвениот крст апелира до сите заинтересирани да се вклучат во собирањето помош за погодените семејства. Црвениот крст на Република Македонија преку општинската организација на Црвениот крст на Куманово обезбеди хуманитарна помош на 110 семејства кои се зафатени од последиците на неодамнешните немили случувања во дива населба во Куманово. Доделена е помош во храна, средства за хигиена, средства за дезинфекција, ќебиња, вода за пиење, чизми.
Црвениот крст на Република Македонија преку општинската организација во Куманово и понатаму ја следи состојбата и согласно проценката на терен прави напори за обезбедување на соодветна хуманитарна помош за семејствата. Заинтересираните правни субјекти и граѓани може да се вклучат со обезбедување на парична помош. Сметка на Фонд на солидарност 300 00 00 01 32 79 66, даночен број 40 30 98 42 71 620, Комерцијална банка. Донирање на 100 денари со повик на телефоните 075 070 или 077 143 400. Црвениот крст на Република Македонија, следејќи ги случувањата на терен, донираните парични средства ќе ги насочи наменски за помош на семејствата. Апелираме до правните субјекти и граѓани дека донациите во материјална помош може да се обезбедат во храна, бебешка храна, средства за хигиена, средства за дезинфекција и постелнина. Помошта може да се предаде во магацините на Црвениот крст во Момин Поток, во Скопје од 8 до 18 часот во работните денови, во сабота и недела од 8 до 16 часот. Контакт телефон 30 96 227. Со координиран пристап за обезбедување на соодветна помош во хуманитарната акција ќе се постигнат целите за задоволување на приоритетните потреби на семејствата. Хуманитарната акција за помош на семејствата во Куманово ќе трае до 31 мај 2015 година. За обезбедената и дистрибуирана хуманитарна помош, јавноста ќе биде навремено и соодветно информирана. Собранието на Република Македонија ги усвои измените и дополнувањето на Законот за минимална плата. За секој работодавач кој што ќе исплати плата пониска од минималната и ќе го прекрши Законот за минимална плата, да се изрече глоба во износ од 300 евра по работник, односно за секој работник кој не остварил минимална плата и 150 евра за одговорното лице. Пратениците во рамките на 47-та седница по скратена постапка ги донесоа измените и дополнувањата на Законот за минимална плата. Со измените, како што нагласи министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, се возможува системска заштита на работниците што остваруваат минимална плата, односно се воспоставува поправичен систем на исплата на минимална плата, како и поправично казнување на работодавците што не го почитуваат законот. Казните нема да бидат исти за сите, ќе зависат од големината на бизнисот. За секој работодавач кој што ќе исплати плата пониска од минималната и ќе го прекрши Законот за минимална плата, да се изрече глоба во износ од 300 евра по работник, односно за секој работник кој не остварил минимална плата и 150 евра за одговорното лице. Доколку се плати казната во рок од 7 дена, во тој случај постои можност за порамнување, односно за плаќање на 50% од износот на казната. Владата на Република Македонија за прв пат во 2012 година го донесе Законот за минимална плата во износ на национално ниво на минимална плата од 8.000 денари. Во самиот закон се предвидени одредени механизми за заштита од злоупотреба и за возможување на механизам за реализација на минималната плата во сите приватни компании. Со ваквиот нов систем и концепт се возможува поправично санкционирање. Компаниите кои имаат помал број на работници ќе платат пониска казна, додека пак работодавачи кои имаат поголем број на работници ќе платат повисока казна. Измените на законот значат целосна промена на концептот за санкционирање на работодавците што не исплаќаат минимални плати, а се доставени по претходна согласност на сите партнери во економско-социјалниот совет и представниците на репрезентативните синдикати и организации на работодавци, подлече Спасов. Вработените од фабриката за заварени цевки и профили 11 октомври продолжија да протестираат пред и во кругот на фабриката, барајќи да им се исплатат за останатите 9 плати и придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Велат дека немаат проблеми со новиот доминантен собственик, затоа што тој се уште не ја превземал фабриката. Обвинувањата одат на сметка на сегашното раководство. Револтирани работниците од ФЗЦ денеска го блокираа влезот на фабриката, собирајќи се спонтано на протест поради заостанати неисплатени плати. Вработените не им дозволија на менаџерите да влезат во управната зграда и рекоа дека нема да ги пуштат и наредните денови, односно се додека не им кажат дека има пари за нивните 9 заостанати плати и придонеси. Ни преговорени беа од четврток до средата и се договоривме да работиме четврток и петок, имаме производња и во петок да исплати, да земе една плата. Тоа не се случи. Не ќе да работиме затоа што не ни дава плата. И ни врши притисак да си идеме од дома немалку за да тоа е претња, тоа е кажа мобил.
Последниот месец на работа тргнале речиси 90% од вработените. Им било ветено дека на почетокот на месецот ќе земат плата, се додека последните денови пак почнале да ги пуштаат на принуден одмор, велејќи им дека нема работа. Вработените ги обвинија менаџерите дека намерно ја запоставуваат ФЗЦ, прават залихи од произведените цевки вредни по неколку милиони денари со цел да ги развиваат приватните сделки. 9 месеца лечење немам, 37 години работам овде. Да немам лечење, срамота овај. И они ga не даа плату, па пушеше ни по 7-6 сата, па на 70%, управа доаѓа на работу, плаќа ги по 8 сата ни. Леп взимам од работа да го носам дома, дека знае јавноста. Ви кажам, лепот го носам од тука дома на дете да му дам да јаде. Денешниот мирен протест не го организираше основната синдикална организација, туку вработените кои спонтано се собраа за да ги искажат своите барања. Тие додаваат дека немаат проблем со новиот доминантен собственик, за кого што изјавија дека не го познаваат и дека се уште не ја превземал фабриката, туку дека проблем е, како што изјавија, акумулираните неколкумесечни проблеми со сегашното раководство на ФЗЦ. Инаку фабриката брои околу 700 вработени. Додека вработените си ги бараат своите права, се јави нов купувач на фабриката. Имено Друштвото за градежништво и трговија, Квалитет Пром Доел увоз-извоз Куманово, достави понуда за превземање на сите акции издадени од фабриката за заварени цевки и профили ФЗЦ 11 октомври. Вкупната вредност на превземањето на сите акции е над 270 милијарди денари или 4,4 милиони евра. НЛБ Тутунска банка во име и за сметка на Друштвото за градежништво и трговија Квалитет Пром Доел од Куманово достави понуда за превземање на сите акции издадени од фабрика за заварени цевки профили ФЗЦ 11 октомври АД Куманово. Како што стои во известувањето објавено на македонската берза, понудата се однесува за превземање на 462.626 обични акции со право на глас издадени од ФЗЦ 11 октомври Куманово и 28.380 приоритетни кумулативни акции издадени од друштвото. Понудата се однесува за сите акционери кои поседуваат обични акции со право на глас и фондот за ПИОМ, а компанијата Квалитет Пром се обврзува да ги купи сите обични приоритетни акции издадени од ФЗЦ. Како што информираат од НЛБ Тутунска банка, превземачот се обврзува да ги откупи сите акции по цена од 550 денари по акција, која е за 41,6% повисока од просечната цена на акцијата на ФЗЦ 11 октомври Куманово од 388 денари по акција, која е постигната на македонската берза во последната година. Вкупната вредност на превземањето на сите акции е над 270 милијарди денари или 4,4 милиони евра. На акционерите нема да им се наплатат трошоците за прифаќање на понудата за превземање од страна на Централниот регистар. Квалитет Пром веќе депонирал банкарски гаранции во Централниот регистар во износ кој е доволен да се исплатат сите иматели на акции од ФЗЦ 11 октомври, што ја прифатиле понудата за превземање по понудената цена. Рокот за прифаќање на понудата за превземање трае 30 дена од денот на објавување, односно од 14 мај до 16 јуни 2015 година. Во Националната установа Центар за култура Крива Паланка пред кривопаланчани беше промовирана стихозбирката со наслов Од спротива од шипјанецот Ванчо Накев. По промоцијата публиката имаше можност да ужива во театарската представа Лет од место, во изведба на младите актери од Штипското драмско студио Гаврилов. Пред кривопаланчани беше промовирана книгата поезија со наслов Од спротива, чиј автор е штипјанецот Ванчо Накев. Накев подолг период живее надвор од Македонија, но родната грудка не ја заборава. Неговата поезија е дел од сопствената искрена интима, порачаа промоторите. Стихозбирката е поделена на два циклуси. Првиот содржи 23 песни со љубовен мотив во кој саканата и љубовта се авторовата религија, додека вториот циклус е насловен Еден друг свет и во него авторот се навраќа на минатото, старите добри времиња и пријателите. Повеќе пати сум бил овде како гост, така се јави една спонтана идеја овде да се направи исто промоција на стихозбирката и јас сум воодушевен од приемот. Тоа се едноставно импресии кои што доаѓаат, еден начин на размислување и еден начин на обработување на добри и лоши работи во животот.
Јас имам еден многу оптимистичен поглед на светот, еден стар романтичар. Промотори на книгата беа професорката по македонски јазик и литература Љубинка Донева и драматургот Симеон Гаврилов, а дел од промоцијата беа и членовите на драмското студио Гаврилов, како и студентите од Музичката академија. Ликовните илустрации кои го красат правенчето на Накев се дело на Кирил Казанџиски. Тој сакал или не застанува од спротива на еден друг свет кај што живее и работи и на еден свет што го оставил одамна. На светот на детството, светот и на возрастните. На љубовта и на немањето љубов. На забрзаноста на животот и на едно време во кое што се било поубаво, поскапоцено. И кога размислував за корицата, за насловната страница, знаејќи го него како карактер, сакава да биде мирна, тивка, но само навидум, а сето тоа го постигна со тонски валери и градации за да го доволам метафизичкиот простор и звукот на тишината. Но внатре се крие експресијата на Накев и читајќи ги неговите песни добив доволно силна инспирација да ги направам и цртежите кои се поместени внатре. По промоцијата, публиката имаше можност да ужива во театарската представа Летот место по текст од Горан Стефановски, а во изведба на младите актери од Штипското драмско студио Гаврилов. Пензионерите од Куманово го одбележаа јубилеот 150 години од раѓањето на Бранислав Нушич со изедба на едно од неговите најпоставувани дела на театарската сцена Сомнително лице. Представата која премиерно се одигра во преполната сала на Младинскиот културен центар е во режија на Лазар Ѓорѓевиќ. Членовите на драмската работилница на културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски од Куманово ја изведоа представата Сомнително лице во режија на Лазар Ѓорѓевиќ, со која ја одбележаа и 150 годишнината од раѓањето на Бранислав Нушич. Пред публиката во преполната сала на Младинскиот културен центар, како професионални актери се представија лица на возраст од 75 до 82 години. Не виден ентузијазам. Толку се дисциплинирани, толку сакаат да го искажат текст како што треба, по Нушичеви канони како комедија. Толку се одговорни, толку се точни на време. И идеи, само да кажам, тоа се луѓе кои некогаш не успеале кога биле млади, него не ги оствариле таа некоја животна цел да биде артист, да биде глумец, да се бави со театарска представа или со филм да се бави со било што, па еве сега во трета доба покушава да се најде после толку години. Лик кој се разликува од другите со оглед на тоа дека не е комичен во текот на целата представа е ликот на полицискиот офицер Виќа, чиј карактер на сцената мощно и успешно го долови Миле Андоновски. Се работи за профилирање на една личност која што низ својата професионална кариера сакајќи да ја искористи близината со началникот, да профитира со тоа што ќе ја заработи раката на неговата ќерка, а преку тоа и ќе ја подигне својата позиција во службата. Фактички тоа е една осмислена пародија која што е вонвременска, со оглед на тоа дека текстот е пишуван пред повеќе од 150 години, а и сега според карактерните црти и однесувањето на многу службеници во државните установи може да се препознаат такви ликови. Представата ќе има уште изведби и веројатно ќе живее и понатаму, бидејќи веќе има барања за гостувања надвор од Македонија и на некои фестивали во Македонија. Но и покрај тоа, овие актери скромно зборуваат за своите постигнувања и упатуваат порака до граѓаните. Гледајте ја представата и помогнете ни со своите критики да ја унапредиме изведбата, со оглед на тоа дека ние сите сме актери аматери. Учениците од Основното училиште Кочо Рацин организираа изложба на тема Класика во рацете на децата. На оваа изложба тие се представија со ракотворби, цртежи, макети, вајарски дела и сликани вази од областа на митологијата. Во Основното училиште Кочо Рацин е отворена изложбата Класика во рацете на децата. Таа е иницијатива од страна на учениците од 6-то оделение кои го слушаат предметот класична култура во европската цивилизација. На изложбата е прикажан целокупниот труд на учениците вложен во текот на целата година, предводен од страна на наставникот Марина Крстиќ.
Изложбата ни опфаќа сето она што ние го работиме во текот на целата година по овој предмет. Предметот ни зборува за античките народи, римјани и хелени, и како тие допринеле со своите иновации, со своите постигања во книжевноста, во уметноста, во литературата, во јазикот, во писмото, во архитектурата, значи се тие што направиле, како тоа се резултира и како се темели во денешната европска цивилизација. На изложбата учениците се представија со цртежи на тема митологија, мозаици, сликани вази по примерот на хеленските и римските сликари. Беше представена и вајарската работилница на која беа прикажани облиците на вајарството и различни макети. Секој ученик имаше задача да презентира дел од изложените теми и на тој начин покажаа колку големи познавања имаат од овој предмет. Сите овие цртежи и изработки се наши дела. Сме ги изработиле заедно со труд и со многу работа. Сите заедно работиме се, например, антички животни, божества. И тоа на нас ни е интересно, затоа што сето тоа ние го учиме преку игри и такви работи. Откако бевме во галерија во Куманово, ние одлучивме да направиме изложба со наши изработки од разни цртежи и материјали кои беа изложени овие денови. Изложбата беше посетена од учениците од другите оделенија и наидоа на воодушевување од изработките и посакаа и самите да бидат дел од една ваква изложба. Мене многу ми се допадна овие цртежи и овие изработки од глина. Многу би сакала истите овие да ги направам. Мене ми се многу допада ова изложба и би сакала исто така да правам многу, да цртам, да правам фигури од глина и се што тука има во изложбата. Многу ми се допаѓа ова изложба и јас сакам исто така да правам. Ваков тип на изложба учениците организираа за прв пат и истата ќе биде отворена една недела. Вооружените групи во Централно-Африканската република ослободија повеќе од 350 деца војници. НАТО и Европската унија заеднички против хибридното војување, што според Алијансата Русија го води против Украина. Повеќе од 700 мигранти се истовариле на индонезискиот брег. Свето денеска. Вооружените групи во Централно-Африканската република ослободија повеќе од 350 деца војници, соопшти УНИЦЕФ. 3 одвоени церемонии се одржани во близина на градот Бамбари, на кои децата ги напуштија и христијанските и муслиманските бунтовнички групи. Некои од децата се предадени на УНИЦЕФ, а имаат само 12 години. Ослободувањето на овие деца во ист ден, по 2 години жестоки борби е прв чекор кон мирот, изјави представникот на УНИЦЕФ Малик Фал. Се претпоставува дека на страна на христијаните и на страна на муслиманите се борат уште околу 6.000 деца, од кои некои работат како кувари или курири, додека младите девојки често се сексуално злоставувани. Договорот за ослободување на децата војници беше постигнат на почеток од месецот, кога се договорија да го положат оружјето. НАТО и Европската унија се договорија да ја зацврстат соработката против така нареченото хибридно војување, што според Алијансата Русија го води против Украина. Станува збор за комбинација на класични воени техники и неконвенционална герилска тактика, проследени со сајбер напади и пропаганда. Генералниот секретар Јен Столтенберг под водневниот министерски состанок на НАТО во Анталија, Турција, изјави дека сојузниците развиваат брзи и ефикасни одговори на таквите закани. Русија го анектира Крим во март лани со разместување војници со необележени униформи. Западот ја обвинува Русија за поддржување на сепаратистите во источна Украина со оружје и со персонал, но тоа Москва го демантира. Повеќе од 700 мигранти од Мјанмар и Бангладеш се истовариле денеска на источниот брег на провинцијата Ацеха на индонезискиот остров Суматра, соопштија спасувачите. Според најновите податоци, рибарите во морето пронашле околу 794 лица и околу 5 часот утринава ги довеле на брегот, изјави за британските медиуми представник на градот Лангса во Ацеха. Мигрантите во моментот привремено се сместени во складиште од пристаништето, додаде тој. Брод со околу 600 мигранти во неделата доплувил до индонезискиот брег. Илјадници мигранти на слични чамци се наоѓаат во животна опасност по морињата од југоисточна Азија, бидејќи владите од регионот прават се за да ги спречат да пристигнат до нивна територија и покрај барањето на Обединетите нации да ги спасуваат.
Од меѓународната спортска сцена издвоивме. Во големото финале на фудбалската лига на Европа ќе се сретнат Днипро и Севиља. Екипата на Кливленд со вкупен резултат од 4-2 успеа да го елиминира тимот на Чикаго и да се пласира во конференциското финале. Сопственикот на Реал Мадрид, Флорентино Перес, размислува за тренер да го ангажира Зинедин Зидан. Во големото финале на Лигата на Европа на 27 мај во Варшава ќе се сретнат екипите на Севиља и Днипро. Украинскиот состав успеа да го оствари историскиот успех, откако во реваншот го совлада Наполи со 1-0 со голот на Селезно во 58-та минута. Домаќините прикажаа моќна борбена игра и желба за успех и верува во своите квалитети. Ова представува најголем успех во историјата на Днипро и шанса да се борат за големиот пехар. Севиља ќе има можност да ја брани титулот откако и во реваншот забележа победа на гостински терен против Фиорентина со 2-0 со головите на Карлос Бака во 22-та и Даниел Карисо во 27-та минута, со што победникот уште во тие моменти беше познат. Севиља ќе има историска шанса да се бори за петтата титула во Лигата на Европа, колку досега ниту една екипа ја нема освоено. Екипата на Кливленд без повредениот Кајрен Ирвинг успеа да го совлада Чикаго со 94-73 и вкупно со 4-2 да се избори за конференциското финале. Во победата на Кливленд се истакна Леброн Джеймс со 15 поени, 11 асистенции и 9 скокови. Во Чикаго со играта оскокнуваше Джими Батлер со 20 кошеви и Дерек Роуз со 14. После овој пораз, тренерот на Чикаго Том Тибот најверојатно ќе си замени од тренерската функција. Клиперси во дуелот против Хјустон имаа предност од 19 поени, но не успеа да ја сочуваат до крајот. Во Клиперси се истакна Блейк Грифин со 28, додека во Хјустон непрецизен беше Харден со 21 кош. Шпанските медиуми јавуваат дека францускиот фудбалски ас Зинедин Зидан ќе биде заменен на клупата на Реал на местото на Карло Анчелоти. Овие биле размислувањата на претседателот Флорентино Перес, кој смета дека Зидан ќе биде добра замена за Анчелоти поради огромното фудбалско знаење. Покрај Зидан во игра за тренер на Реал Мадрид се и други кандидати, меѓу кои Рафа Бенитес, Роберто Мачини, Андре Вилеш Боеш и Јерген Клоп. Времето денеска беше сончево и топло, со мала до умерена облачност и со слаб умерен ветер од јужен и југозападен правец. Топло време не очекува и за време на викендот. А колку ќе бидат температурите во североистокот, следиме од Метео. Информацијата за временската прогноза е последната содржина во овој дневник. Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер.